Еве назад во овој последен блок кој што го водиме денеска со Јана Јосиповска, наш гостин е архитектот Мартин Пановски. Добар дојдовте. Добар ден. Имено во градското централно подрачје имаме една убавина која што со години наназад може да се каже дека е запуштена, особено ако се влезе на калето. Од надвор, од страна, тие ѕидови изгледаат како нешто што е оставштина и што му дава една естетика на градот, меѓутоа внатре обраснати тревишта на сите страни. И сега тоа кале треба да се преуредува. Ке се преуредува преку конкурс на Музеот на современа уметност, Архитектонскиот факултет при УКИМ и град Скопје преку еден проект. Ако зборуваме за тоа како визуелно треба да изгледа сето тоа, можеме од таму да почнеме, па потоа и за самиот конкурс. Да. Калето као кале не е единствено во Македонија, не ќе да зборам само за Скопје, кое што е запуштено. Воопшто во сите изминати декади во Скопје има празни простори кои што цело време се мисли што треба да се случи, што треба да се случи. Имаме еден проблем кога ќе кажеме што треба да се случи, онда јавноста вика чекај сега како ќе градите, тоа е поготово во овој момент сензибилно. Во оваа, да кажам, година-две. Па дали е сензибилно за некого може е, за мене не е. Биќе има локации кои што се запуштени. Проблемот кога имате запуштена локација е што ние се навикнуваме на запуштеноста. Човекот као човек е адаптибилно суштество. Значи, некоја работа ќе живее подолго време, му станува нормално. Ако се дистанцирате малце од она што вие секојдневно живење, и ако сваќате дека ова не е добро. И онда давате еден некоја идеја. Проблем сега што е кај нас во јавност, што секоја идеја се дочекува дека е лоша. По автоматизам се е лоша, дури и гледам дека некај ни да се задлабочат, некај ни да се влезе во некаква дискусија дали е тоа нешто добро или не е добро. Мислам дека наша оваа конкретна локација као кале и Музеј на современа уметност, тоест тоа брдо, па може би единственото свет кај што имате главен град на некоја држава која што има такво богатство да има тврдина, и таа да остане на така. Значи, секој водич кој ќе отиде, тоа нема врска со архитектура, буквално туристички водич, земете, отворете и имате некаква е некаква атракција. Како такви тие никогаш не се оставени без никаква програма. Проблемот на калето што прво нема програма, второ што дури не знаеме како архитекти што се случуваше овие изминати 10 години таму. Има некакви привремени градби и така натака, али тоа беше едно време и затворено за јавност. Да, имаше информации за дивоградби, многу рушење. Имаше политичка пресметка. Има дивоградби, но овој конкурс не се занимава со калето као тврдина, значи она внатре во зидините, овој конкурс кој што е распишан од Музеот на современа уметност и Архитектонскиот факултет Скопје и градот Скопје, кои што всушност се партнери во РОК проект. Тоа е проект кој што се занимава со прецеобразување, значи научно-истражувачки проект кој што се занимава со истражување на градските центри и културното наследство пред се. Така да овој конкурс е дел од тој РОК проект. Значи се работи со странски пари. Тоа е и наведено во конкурсот. Станува збор за оној дел од зидината до, значи надвор од зидината до Музеот на современа. Бидејќи Музеот на современа уметност е изолиран. Бидејќи не ви се случува ништо. Треба да отидете во Музеот на современа исклучиво кога има некаков настан. Конкретно треба да се закренете и да одите. Иако по мене и да е Музеот на современа уметност во самиот центар на градот, музеот треба да прави настани.
За среќа почна музеот да работи, почна да привлекува луѓе. Малку се отвори, музеите на современа уметност не се она што беа во светот, значи се многу поотворени, покомуникативни со јавност, има и други содржини освен музејски. И мислам дека во таа насока би требало да се развива тој дел од Калето. Би сакала малку да прокоментираме, да речеме, овој дел, како го толкувате, односно што би се подразбирало. Предлозите треба да ги земат во предвид и да ги истакнат природните предности на локацијата и нејзините содржини, нели, во однос на централното градско подрачје. Секако дека требало да биде поголема достапноста до публиката, меѓутоа и да од друга страна да било идејното решение смело и инвентивно. Меѓу другата и со предвидување на павилјони, како што ги нарекуваат. Вака би јас поседувам своја приватна компанија, нормално го земав конкурсов да видам дали ќе учествувам и се уште мислам дека нема да учествуваме. Конкурсот е склопен, пак ќе ви кажам, е во склоп на некоја научно-истражувачка работа. И конкурсот е повеќе анкетен. Анкетен конкурс подразбира собирање на идеи, што со тој простор. Меѓутоа не и делување на сам. После тоа ќе видиме дали од тие идеи ќе се направи некоја преклопување, ќе има 20 идеи, ќе има наградени, ќе има и можеби откупени. Потоа, после анкетниот конкурс, ви следува всушност правење на втор конкурс кој што веќе ќе биде реален, со реална задача. Сакаме 3 павилјони кои што ќе бидат со толкава и толкава димензија и ќе содржат тоа и тоа. Бидејќи во овој конкурс тоа не е спомнато. Но господине Пановски, примарно според вас би се согласиле дека е потребно дефинитивно нешто да се направи дополнително со овој простор? Дефинитивно. Она што го споменавте. Дефинитивно. Зошто велите долги години наназад не биле консултирани и вклучени воопшто архитектите, да речеме, во тоа што се случува во тврдините или во целиот тој простор на ридот на Калето? Видете, ако ги земете претходно се долгите години за архитектура и за урбанизам, овие од осамостојување 20-30 години, 20 години, 30 не се баш не се нешто многу години. За вие да направите еден шифтинг од нешто што било претходно. Претходно имате заводи за урбанизам, имате исклучиво многу големо државно земјиште, значи се занимавате со многу локации. Сега веќе државното земјиште фокусот го знаете кој ви е. Немало приватни архитектонски бироа. Че имате градежни компании кои што имаат проектантски бироа во себе. Тие како такви немаат некој голем интерес да се занимаваат со павилјони. Граделе у Јордан, граделе у Ирак и така натака. После земјотресно Скопје е изградено исто од истите тие градежни компании и проектантски по проекти од наши реномирани доајени на архитектурата. И мислам дека тука ни е оној проблем кој што ни избегал со онаа трансформација од некоја државна собственост во некоја приватна собственост, тоа зборувам и за компаниите. Сега во моментов, ние, пример, нашата компанија е заинтересирана и за други, и за овакви локации, бидејќи оваа локација и самите инвеститори, бидејќи се приватни, сакаат Калето, бидејќи имате околу Калето луѓе кои што инвестираат. Сакаат да градот им биде убав. Да не биде само градење, него да има и нормална работа. Значи, еден нормален инвеститор кој што ќе инвестира во некоја работа, сака и околината му биде средена. Да. Ако околината е и притисок, сигурно дека и тие инвеститори или градежни компании сигурно прават и некакви притисоци на политичарите да тој дел кој што е нивна обврска го средат. Едноставно нема да им функционира нивниот објект. Ако вие имате, не знам, делове на објектот дека сакате да привлечете народ, а околината ви е катастрофална, џабе сте ги инвестирале парите. Ние конечно мислам дека влегуваме во капитализам. После 30 години.
до сега некако си игравме. Игравме дека јас ќе направам овде, па ќе продам како и да и ќе заработам пари. Не, сега е приказката дека малце ќе се гледа пошироко. Да. Во таа насока, баш на тоа дека треба се гледа нели пошироко, како што самиот рековте, во светот тие музеи на современа уметност не се само нели класични музеи, туку внатре има и перформанси, има повеќе наменски се користат. Кога е во однос калето, ајде да земеме предвид еве дека не е анкетарен само конкурс, туку исто така и изведувачки со едно целосно идејно решение. Колку на таа површина на калето може да се работи и е дозволено да се работи на тој простор, а да се зачува самата автентичност? Да. Што нешто смее, што не смее да се чета? Ова е многу комплексно прашање, затоа има конкурс. Кога имате конкурс, затоа има рок од неколку месеца за вие да се сконцентрирате и да можете да одговорите на ова прашање што вие го поставувате, дали може, дали треба воопшто, што овој затоа викам анкетниот конкурс е и добар, да може би низ тоа истражување да кажете како архитект, дечки, дека не треба да градите. И тоа е некоја идеја која што може да ја кажете и луѓето од МСУ да кажат па да, може би е во право човек. Но ја лично мислам дека таму треба нешто да се случи. Во кои рамки, дали заради заштитата на калето, тука веќе треба заводите за заштита да кажат дечки овде можете да градите, овде не можете да градите. Тоа е нешто што му фали на конкурсот, по моје мислење, биќе не е наведено точно каде можете, каде не можете да градите. Затоа што мене како архитект, ако не ми даете рамки, можам да направам било што. После тоа да градите до американска амбасада. После тоа да кажете у суштина добро ти е решение, ама не добивте награда затоа што у суштина овдека не смеете да правите. И тука треба малце фер да бидат условите за сите и да биде чисто кажано, поготово кога станува збор за заштита. За калето ќе има друг конкурс. Значи збориме за калето. Тој нема, мислам дека нема да биде анкетен, колку што се моите информации ќе го опфати внатрешниот дел од калето за да му се даде некаква функција или урбана опрема да се исчисти и така натака. Бијќи како архитекти не значи дека мора да предвидиме градба. Може да предвидиме и патека, и патеката е градба. Да. Може да предвидиме и трева, и тоа е уредување. И да не кажам дека тоа уредување е она што му фали во Скопје. Значи, патека, каде има трева. И не само на калето. Да. Зошто нема да рековте дека вие вашата фирма и вие најверојатно не затоа што е анкетен конкурсот, затоа што има премногу други работи, како архитекти нормално дека сакаме кога ќе учествуваме на конкурса, кога добиеме конкурсот, да знаеме што понатаму, дека ќе станеме автори на некакво дело. Овдека не го гледам, иако има отворено нормално, добар си е конкурсот, има можност да поставите прашање, ќе го поставиме прашањето што после. Ако добиеме прва награда, дали тоа значи дека се склопува некаков договор за понатаму да тоа нешто што ќе се изгради би го работеле ние. Или ќе се прави некаква друга студија. Тоа е малку нејасно, али прашање ќе се постави и колегите ќе го одговорат. Мислам дека да, ова е одлична работа што почнуваат да се појавуваат конкурси, кои што не беа како конкурсите што ги правеше претходната влада, каде што ви кажува сакам конкурс, сакам идејно решение за црвена чаша со сферичен облик. Практично ти е нацртал, да. И тоа беа, како да ви кажам, тоа беше само за законски нешто и да се мафта пред на народот дека се направило конкурс, во суштина немаше никаков конкурс. Би имало ли влијание можеби со оглед на тоа што нели во тврдината во тој дел долги години е и на некој начин археолошко наоѓалиште, па можеби доколку би се дошло до некое идејно решение и би се прифатило сето тоа дека да, де факто би се согласиле сите дека треба нешто да се направи, има ли врска со ова или евентуално и тоа е нешто што е со договор? Калето е истражено. Значи, кога ќе стане збор за веќе сериозно навлагање во нешто што треба реално да се изгради, тоа сигурно дека ќе бидат вклучени
колегите од заводите за заштита. И тука нема Тоа дилема. мора, Немам јас лична дилема дека оној дел што се вика културно наследство на архитектура треба да го ставиме како објект кој што ќе му се дивиме од страна. Комплетно мислам дека треба да се внесе и тоа е еден постулат кој што во моментов во Европската унија е, да речем, една главен тек, дека треба да се почитува многу и тоа да се почитува културното наследство, но не да биде изолирано. Баш напротив, да живееме со него. Да децата не го гледаат калето само од далеку или специјално да ги однесете за да видат нешто, него со нешто да им дадете јавен простор, со некаква јавна функција, кој што ќе ве привлече таму да престојувате еден саат. Да, за жал, веќе ретко кој оди ова што го зборувате на Скопско кале само заради што е привлечено нешто, ако не е турист, да речеме. Да, треба наменски да отидете. Значи, кога одите негде наменски, тоа ви е многу тешко. Треба да се договорите да биде тоа викенд. Зашто место да одите било каде прошетка кај што ја немате у суштина у градот, ќе немате тротоари, зашто не отидете од таму, можеби ќе видите и некоја изложба која што не сте добиле покана на Facebook, вика едно така идем у музеј на современа. Добивме покана на Facebook и идам ќе ја видам. Иначе да отидам до музеј на современа и случајно да видам нешто, тоа мене не ми се случило. Да, не верувам дека на било кого му се случило. Јас ќе бидам уште по вулгарен во таа насока за заштитата, барем самиот спомнавте на културното наследство, калето се од толку колку што не се грижеле луѓето за него и сите оние кои што требало претходно да се грижат, служи како едно место каде што се вршат физиолошки потреби. И тоа е најсрамното нешто што може да му се случи на еден таков објект. Сакав само за крај, барем од мојот дел, бидејќи времето не гази, колку можат калето како простор и музеот на современа уметност да се спојат во еден интерактивен модел? Нели и тоа е изводливо? Па, у суштина конкурсот е тоа, како ќе се спои музеот на современа со калето и како ќе се спои музеот на современа со остатокот од градот. Тоа се оние идеи кои што организаторите ги бараат. И кога ќе ги видите, значи креативноста на архитектите е голема. Јас се надевам дека ќе има многу креативни идеи од кои што ќе се извадат одредени заклучоци. Дека тоа таму мора некако да профункционира, мора затоа што прво не е само дека е он изолиран. Ние ја би гледал малце пошироко, значи имате една стамбена населба која што е многу близко до центарот на градот, а која што всушност е затворена и не може да постои таква населба во центар на град, не може затворена да постои. Не би требало. И тоа е поголем проблем. Значи, јас би одел малце и многу пошироко, не само да го гледам музеот на современ, но доколку вие привлечете народ, може би овие малце ќе се подотворат, ако почне да им се мешаат луѓе. Проблемот на затвореноста на Скопје, на делови на Скопје е огромна. Биќе буквално како црни дупки да имате. А тие се цело време ја го споредувам тоа мало со Рамстор. Значи вие го имате Рамстор до плоштад, истото растојание како што е ова. Па видите како е ваму, како се дали се осеќате како во град и дали ваму се осеќате како во град. Ја како граѓанин сакам сега дека се осеќам како во град. Да, добра паралела. За да го одмориме малку господин Пановски, пред крај имаме гледач на линија, веројатно има коментар никој или прашање. Повелата во програма сте. Ало? Да, повелата. Благодарам. Ја слушам и гледам вашава програма. Само ќе ве замолиме пред да продолжите да го намалите тонот на вашиот ТВ приемник за подобро да се слушаме. Што треба да направам? Тонот на вашиот телевизор да го намалите. Да, благодарам. Овде, ало? Ве слушаме, само ве замолувам, ете така, ајде повелата, во интерес на времето. Овде еден роден скопјанец, пензионер со многу години, по струка дипломиран градежен инженер.
Драго ми е што го слушам овој разговор со вашиот гостин архитект. На исто мислење сум оддамна, но еве користам прилика да ви се јавам. Исто што мислам, тоа е тоа многу добро што се дискутира за ова. Може, сакам да кажам, на убавото Скопје, ако се уреди стручно, на високо ниво, калето може да биде, како да кажам, ако Скопје е прстен, калето би било дијамант. Тоа е вака грубо, не сакам да должам многу, иначе имам детали што да кажам. Во ред. И ЕЗС и патишта, друго уште нешто само, момент. Тука ни е во близина и римскиот аквадукт, така? Тој римски аквадукт да не биде само за ѓубре собирање, ние сме недисциплиниран народ, граѓани, а може исто така да се уреди, да тамо бидат разни мали дуќанчиња што се изгубија у Скопје, отистанат Скопската чашија Златарница, не е тоа интересно, а тамо може да бидат многу разни дуќани што ги изгубивме ние, и самарџи, и качаџи, и органџи, и така натамо, што може исто да се врте кале со тој тамо аквадуктот римски, самиот тој што има, своје историско значење за Скопје и Македонија. Ова што го зборам, лево и десно од него да има таква работа, онда таму би се исто така развил еден интересен за Европа, интересни наши занајци. Благодарам за, имам многу да зборам, али благодарам за ова што ми го дозволите. Отворени сме за вас секогаш за коментари. Благодариме за вашето јавување. Да, еве интересен предлог и од гледачот. Имате некаков коментар или веќе полека, мислам? Да, главно се согласи. Главно, да. Дали имам уште еден гледач? Ајде, за крај, добар ден, повелете. Добар ден, дали ме слушате? Ве слушаме одлично. Повелете во програма сте, само пократко ќе ве замолиме. Да, јас сум во Муте и сега директно разговарам со вас и го поздравам колегата архитект, и јас сум архитект, завршив во Скопје и калето секогаш сум го сакал и развојот го пратам, што значи калето за Скопје и сегашната состојба на Македонија во врска со сите овие пореметувања или работи кои треба да се случат за да се свртиме према Европа, према НАТО, ќе има едно големо влијание да преку калето ќе се покажат антиквизацијата на Македонија. Антиквизацијата на Македонија е не само калето, него и векови 7-8 века пред пред новата ера. И тоа како да некако нема расположение да се тие работи отварат во оваа ситуација ради влегувањето во Европа. Ја мислам оти треба прво да влеземе во Европа, а тоа ќе биде после. Еве, господине, паралелно ги отвараме и тие дилеми со влезот во Европа. Ви благодариме што одвоивте време, што се јавивте, го кажавте вашето мислење. Господине Пановски, ако сака да се надоврзете на дел од овие коментари кои што генерално веете со истата идеја. Генерално мислам дека оваа година клучна година за Скопје, за Македонија, кај што мислам дека или ќе продолжиме као што сме си навикнати со урбаниот простор да се занимаваме, од типот не правиме ништо, ако правиме нешто, онда викаме зашо го правиме. Не е добро. И не е добро, и не кажуваме како е добро, тоа е најбитната работа. Дури не кажуваме зошто не е добро. И сме на тој раскрсница да кажеме дека сега се запаќаме и работиме како што треба и го правиме градов како што треба, а кога ќе се направи Скопје како што треба, онда тоа се прелива во помалите градови во Македонија.
А за тоа политиката настрана од архитектурата. Така е. Ви благодариме за одвоеното време. Убав разговор си направивме, се гледаме во следна прилика. Да, јас и колегата Владко Чаловски веќе се одјавуваме толку од нашиот блог за денеска. Останете со програмата на 1 ТВ, следува Возење со Вучиќ. Со нас се гледате во петок. Пријатно.